Меѓународниот ден на трудот годинава во земјава поминува без посебно одбележување. Синдикалните здруженија решија да не го организираат традиционалниот првомајски протест по улиците на Скопје, бидејќи денот се совпадна со најголемиот христијански празник Великден, па членовите на синдикатот да останат во кругот на семејството, беше изјавата на еден од организаторите на ланските протести. Во последниве неколку години, председателот на ССМ Живко Митревски со социјалните партнери на заедничка маса донесоа неколку закони со кои тврдат дека работничките права во земјава се подобруваат. Законот кој ги штити работниците од психичко и физичко вознемирување на работното место, познато како закон за мобинг, законски утврдената минимална плата, законот за работни односи, регресот за годишен одмор или К15 се само дел од решенијата кои синдикалниот лидер Митревски ги потенцира како историски исчекор. Оваа година Сојузот на синдикатите на Македонија е фокусиран во делот на спроведувањето на нова кампања. Тоа е кампања за организирање и мобилизирање на ново членство на наши работници. Имаме голем дел на неорганизирани работници, посебно и во индустријските зони, и во исто така ново формирани мали и средни предпријатија. Таа кампања ќе биде поврзана исто така и со обезбедување на понатамошните наши заложби за реализација на социјалниот диалог, унапредување на колективното преговарање, учество на работниците во процесот на управувањето, обезбедување на социјална правда, наша социјална инклузија и она што значи активности на синдикатот на секое поле како би обезбедиле поповолни услови за работа на работниците, зголемување се разбира и пратење на платната политика. Инаку секоја година околу 3000 работници во ССМ пријавуваат дека им се прекршени правата на работното место. Предничат поплаките за неисплата на плати, преку време на работа и за останато пензиско осигурување.